Министра, одговорот, не сум задоволна од одговорот, секако. Јас минатиот пат, исто така на пратенички прашања, повторно вас ви постави прашање и ви кажав дека не мора секогаш слепо да ги следите политичките стратегии на владиното мнозинство, бидејќи очигледно се штетни. Вие кажувате дека ете се основала комисија, дека сите тие процедури започнати се и дека сето тоа звучи како да е се во ред, меѓутоа не е во ред, бидејќи 29 септември сме, децата немаат учебници. Зошто е тоа така? Зошто вие како министер или владата дозволила вакво доцнење? Мојот одговор кон тоа зошто е затоа што се брза. Значи, минатата година, кога имаше јавна расправа, рекоа сите дека реформата е избрзана. Зошто вие како министер не рековте, добро, ќе спроведеме реформата од 23-24 учебна година, а не сега со силување. Се во оваа држава е со силување. На сила име се менува, на сила договори се подпишуваат, се е со силување. Зошто едноставно не одложивте реформата, имплементацијата на реформата за една година, па тогаш немаше да има вакви ситуации, немаше да нема учебници, ќе имаше програми како што треба, не може за една година, тоа сите го знаевме. Лани во март, во февруар беше јавната расправа, тогаш се кажа, невозможно е за една година сите овие реформи да се направат, да се интегрираат предмети, да се направат нови предмети, апсолутно невозможно е тоа. И ова е причина на тоа силување. Уште еднаш најдобронамерно, вие сте министер, може да не го прифатите тоа што ви се кажува. Дополнително, вие немате учебници ни во средните стручни образованија. Што правиме за тие? За тие учебници, што правиме? Се печатат скрипти во криза, во финансиска криза, значи дупло се трошат пари, еднаш за скрипти, еднаш за учебници. Доколку оваа реформа беше одложена и спроведена како што треба, со сите коментари и забелешки од стручните институции и поединци, и тие заклучоци да се прифатеа и да се имплементираа во понудената реформа, немаше да дојде до ова. Ова е последица на несовесно работење на целата оваа владина гарнитура предводена од СДСМ и ДУИ. Жал ми е што е така и жал ми е што нашите деца патат заради тоа избрзување. Знаете како вели народот, брза кучка, слепи кучења раѓа. И сега нашите деца немаат учебници. Не сум задоволна да го одговорите и немам дополнително прашање. Благодарам.